Добар ден, ученици од петто одделение. Јас сум наставничката Верица Размуска од Основното училиште Единство од село Оптиси, Струга. Во оваа видео лекција по предметот Општество ќе зборувам за правата и должностите на граѓаните на Република Македонија. Вие треба да ги знаете правата и должностите на граѓаните на Република Македонија, да ги научите човековите права, да се оспособите да ги разликувате правата од должностите, да ги почитувате човековите права. Да се потсетиме, секој човек има своји права. Правата на луѓето се запишани во законите. Правата на децата се запишани во Конвенција за правата на децата. Тоа е документ кој го потпишале речиси сите држави во светот. Да ги повториме некои од позначајните права на децата. Секое дете има право на име и на државјанство. Децата имаат право да учат и убаво да се чувствуваат во училиштето. Ниту едно дете не смее да биде дискриминирано поради изгледот, бојата на кожата, полот, јазикот, религијата или било што друго. Децата имаат право на своја култура, религија и јазик. Секое дете има право да ги знае своите права. Детето има право на родители што ќе се грижат за него. Сите луѓе, без разлика на расата, бојата на кожата, полот, јазикот и верата, имаат исти права. Што мислите? Тоа што сме различни е добро или лошо? Секако дека е добро. Различностите треба да не поврзуваат, а не да не разделуваат. Секој човек има своји права, но и своји должности, кон самиот себе си, кон другите луѓе во заедницата, без разлика на уверувањата и верата, кон законите и кон уставот на државата. Сите ние имаме своји права, кои ни ги гарантира уставот, но имаме и должности, односно треба да ги почитуваме законите во државата. Секој 10 декември меѓународната заедница го одбележува Денот на човековите права во сеќавање на денот кога во 1948 година беше донесена Универзалната декларација за човековите права од страна на Генералното собрание на Обединетите нации. Сега ќе се запознаете со најзначајните човекови права според законите во нашата земја, а и според Европската конвенција за човекови права. Едно од најзначајните права е право на слобода, ако не сгрешил по законот. Право на живот. Никој не смее намерно да биде лишен од живот, да не е малтретиран. Никој не смее да биде мачен или понижуван. Право на слобода и сигурност. Секој има право на правично судење. Право на почитување на приватен и семеен живот. Слобода на уверение, совест и религија. Слобода на изразување. Право на брак, право на лекување и лекарства. Правата што сакаш да ги имаш, дозволи да ги има секој, само така ќе бидеш среќен. Правата подразбираат наша сопствена одговорност за нивното практикување. Тоа значи дека треба да ги знаеме, да ги практикуваме
и активно да се вклучиме во заштита на нашите права и слободи во моментот кога се загрозени или повредени, како и во одбраната на правата и слободите на другите. Одговорноста значи поставување на граница на нашите права и слободи која се движи по линијата на остварување на правата и слободите на другите луѓе. На крај од оваа видеолекција, за да ги проверите знаењата, напишете табела со правата и должностите на граѓаните на Република Македонија. До гледање и ви благодарам за вниманието.